Еве следуваат минутите за нашето здравје. Ви кажав дека на наше задоволство и на ваше, предпоставувам, ова утро наша гостинка е доктор Ивана Одаджибадем Систина, која што е кардиолог и со која што ќе ни сподели многу нешта поврзани со она што последниве денови се случува кај ни во нивната болница. Всушност се зголемени повиците и интервенциите на кардиолошките заболувања со оглед на тоа што имавме огромни промени, турбулентни промени, температурни разлики и сето тоа направи бројни нарушувања. Пред се добро утро, доктор Ивана, и драго ми е што во овие минути ќе имаме можност пак и да им споделиме по некој корисен совет и да одговориме на некое прашање на гледачите кои што имаат да ни постават одредени прашања. Пред се ви благодарам на поканата, срдечниот прием, што овие минути заедно ќе ги посветиме да ги едуцираме и да им помогнеме на вашите гледачи, нашите пациенти, клиенти, кои што нормално верувам ја следат будно вашата емисија. Така, како специјалист по кардиологија во една од најреномираните здравствени приватни болници кај нас, верувам дека имате огромно искуство и верувам дека секојдневно се соочувате со секакви приказни. Кои се најчестите проблеми кои што деновиве ги имавте поврзани со промените на времето? Променливото време ни донесе доста голем обем на работа. Меѓу другото, јас би ги издвоила според нивната фреквенција. Најфреквентни беа лицата со хипертензија или покачен крвен притисок, кои се веќе диагностицирани, примаат некаква терапија, се жалеа на варијации во крвниот притисок и на еден пик или нагол пораст на онаа висока или систолна вредност што ја нарекуваме. Таа вредност одеше и од оние 140 што велиме па во ред, дека исконтролирана, но и до 200. Тоа е вредност која е веќе хипертензивна криза и представува медицинска итност. А веднаш до нив беа лицата со една чувство на треперење во градите и неправилна срцева работа или промени во ритамот. Ние тоа го нарекуваме медицински аритмија, кој може да биде од повеќе типови, но би ја издвоила тука атриалната фибрилација или предкоморното треперење, кој што најчесто оди со еден изразен замор. Тие лица не можеа да искачуваат скалила, дури да ги обавуваат личните потреби. И нормално, на крај, апсолутно, тоа е и заштитниот знак на кардиологијата, е она рака на градите, што значи градна болка и тогаш веќе имаме сериозна работа пред нас, тоа е срцевиот удар или исхемичните компликации. Да, се уште спаѓаат овие болести во двете најчести причини за смртност кај популацијата и светска и кај нас во македонски рамки. Иако некогаш од кардиоваскуларни болести страдаа луѓето постари од 70 години, сега границите се доста спуштени. Така, нели, која е најпогодена категорија на жени и мажи? За жал, границата е сигнификантно редуцирана, вредноста е возрастна некаде околу 60 на години. А дури се презентираат и лица веќе од 40-тата. Значи, навистина се фрапантни оние гледки кои ги гледаме во секојдневието. Најчесто тие се презентираат во ургентниот центар. Тоа се ургентни состојби кои со еден запис, односно електрокардиограм, веднаш побаруваат од нас да действуваме. Не се тоа лица кои доаѓаат во амбулантски услови, понекогаш да, кои што ја занемариле градната болка и очекуваат тоа да помине, или очекуваат вредноста на крвниот притисок едноставно самата по себе како дошла така и да си оди. Тоа мнение веќе треба полека, нели, да се менува. Затоа и, нели, вие како медиум действувате на тој начин за на тие лица да им кажеме дека треба да станат од своите домови и да дојдат во амбулантски услови. Да, ако во минатото навистина медицината не била дотолку развиена, немало толку добри полезни терапии. Верувам дека денеска во овие услови во кои што и вие функционирате и сте познати пошироко не само во земјава, туку и во регионов, може да се превенира и да се одложи или да се спречи и срцевиот и мозочниот удар, така нели? Апсолутно. Значи,
Ова што го потенциравте, навистина е денес овозможено и едноставно. Имаме многу алатки. Значи, нашиот свет не е повеќе црно-бел. Јас спаѓам во категоријата на кардиолози кои се баваат со имиджинг или специјалист по сликовни техники. Сликовните методи се ултразвучните методи, кои што се безбедни, а со тоа го прикажуваме срцето и крвните садови. Оние магистрални крвни садови, едните се на вратот, кои јас ги нарекувам и моите колеги прозорец кон атеросклерозата, а потоа и срцето, кое што е еден комплексна пумпа, кое што има нели своји димензии, своја структура и своја хемодинамика. Но веќе тој свет не е црно-бел, ви велам. Го имаме во 4D приказ, го имаме во вистинско време го прикажуваме како се движи и секој испад кој што би го забележале, тоа едноставно действуваме веднаш. Не само што детектуваме било какви промени, туку тие ги третираме и го следиме исходот од тој третман. Секоја чест. Еве да ги поздравам и колегите во режија, телефонските линии веќе можеме да ги вклучиме, нека бидат активни и ги очекуваме јавувањата на нашите гледачи кои што знам дека ни се токму таа целна група, речи си и да немаме гледачи помлади од 40 на години, но сигурна сум дека сите оние, особено вие кои што сте во второто полувреме од животот, сте се соочували или можеби веќе имате такви проблеми, кардиоваскуларни проблеми, кои што знаат да направат и многу поголемо нарушување на нашето општо здравје, но се поаѓа од некаква си болка чудна или можеби атипична, која знае да биде краткотрајна, но знае да ни се провлекува и континуирано, да стане хронична, но ние си наоѓаме изговор од времето ми е, лошо лежев, премногу се изморив или имав конкретен стрес. Што значи игнорирањето на некоја силна градна болка? Или, еве, на ова прашање ќе одговориме веднаш после јавувањето на првиот гледач, бидејќи веќе ми јавуваат дека некој не очекува на линија. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, Слободанка, повелете. Поздрав, многу сузга до тебе и до гостинката. Благодарам. Јас да ви кажам најискрено и се обреќам на докторката. Значи, имам 68 години и мене ми се случува, сега последниве неколку месеци, ја не знам што се случува. Значи, јас се борам со висок притисок, пијам ја на сабајле 10 на вечер, ама па сега ми паѓа докторка сабајле која ќе станам, јас истина ми е добро, ми паѓа 80 со 60, да речеме. Па после така малку ќе ми стане поарно, значи на 110 ми е сега добро, замислете, јас имам 190 некогаш. И сега тоа што го кажавте вие, тоа треперење нешто, немам треперење, него чувствувам дека како да ми се качува срцето во грло и дека јас морам да се закашлам неколку пати. Значи чувствувам дека нешто како да лупа силно, па прекинува. Сега на ЕКГ која ќе отидам, тие не го фаќаат тоа и викаат се тие во ред, нели срцето е окей. Или да речем ако сум носила холтер, ќе кажат па баш тие 24 сата, па не се повторило тоа, сваќате, не се појавило, значи ова инцидентно. Дали од времето, исто јас викам, сигурно од времето, може од годините, може се, ама секако ете да ви се пожелам, може ќе ми дадете некој совет. Благодарам многу, поздрав. Благодариме за јавувањето, повелете, доктор Ивана. Значи, пред се да ја поздравам госпоѓата, која што навистина отслика една одлична слика на едно наше секојдневие и ова не е нешто кое е буквално реткост, напротив. Значи, таа прима антихипертензивна терапија од најчесто препишуваната група на лекови, која што е сосема солидна терапија, но сепак сметам дека кај неа недостасува една едукација од аспект на тоа како да се самоконтролира во домашни услови. Значи, потребно е само 20 на минути да ја посветиме, еден разговор во кој што ќе се објасни кога е времето терапијата да се преполови, да се испаузира, не мора и наутро и навечер да се зема. Одреден лек, кој му е ефектот и колку време трае. Така да кај вас недостасува само една кратка едукација во ваш интерес, со кој што понатаму ќе си се само контролирате во домашни услови без да имате потешкоти. А да, времето е променливо, наскоро не очекува исклучително топло време, кое што ќе си донесе нови промени и нови моменти. Да.
Убав одговор и благодарност до гледачката која вистина толку добро ја отслика, особено дека срцето ѝ се качува во грлото, значи тоа се симптоми кои ги чувствуваат многу луѓе кои имаат кардиоваскуларен проблем или промена. Ајде да го чуеме и следниот гледач и следното прашање. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете. Поздрав до вас, прекрасни сте. Вакви луѓе ни требаат почесто. Јас сум 70 години. Пред едно 8-9 месеци добив едно брадихардија, што ми прескакаше срцето, споро работи и појдов на кардиологија, ми дадоа холтерот, се установи дека навечер има повеќе прескакање. Јас и преку ден ги осеќав, меѓутоа ништо конкретно, верапамилот ми го даде, но читав дека ако е пулсот под 60, не смеете да ги пиете. А мене пулсот се достигнува 40, 42 до 48, значи 50. Сега ме пратија да не тироидната жлезда, испитав на ендокринологија, на граница си не си за лекови, пи го селено 3 месеци, па ќе видиме, ајде селенот го пием од 100 мг, меѓутоа само иницијативно зедов да пием андол 100, до сега никакви лекови не сум пиела за ништо. И за шекерот е во ред и така. Сега сакам да ја прашам докторката дали грешам што го зедов само андолот, веќе 2 месеци 3 го пијам и кога да го пијам, дали навечер, дали на бајле од 100 и малце како да ми е малце по-добро. Но пак од време на време тоа екстрасистоите јас ги осеќам и пулсот ретко некогаш кој ќе ми е по-добро 60, 65 ќе дојди, значи варира. Па некој совет, поздрав до докторката, успех во работата, поздрав до вас водителке и така се најдобро. Благодариме. Повелете. Значи, госпоѓата е во една возраст која што нели сите не очекува, кога се насобираат повеќе работи. Не е само една, не постои пациент со само една диагноза, така да може да имаме повеќе заболувања или коморбидитети. Процесот на старење е неминовен, така да атеросклерозата апсолутно значи е дел од нормалното старење. Некој го има повеќе, некој помалку. Се што треба е едно комплетна проценка со помош на ултразвучни техники, да видиме срцето како изгледа, да побараме која е причината за овој пад на срцевата фреквенција, но таа веќе е дадено верапамил, веројатно бидејќи ритамот не само што се намалува, туку тој се забрзува. И сакат, значи колегите кои ја следат, да биде добро контролирана. Затоа што сите побрзи отчукувања носат со себе е одреден тромботичен ризик. Тоа се микротромботични компликации кои најчесто се случуваат и во мозочното стебло. Но кај неа, бидејќи не издвоиле ништо конкретно од типот на да го дефинираат кој е типот на аритмијата и етиологијата за ова кое се случува, побарува само едно заокружување на кардиолошките процедури и да си води еден запис за фреквенцијата, да не се плаши, значи ако базичната фреквенција е 60, во вечерните часови таа знае да се намали за повеќе од 10%. Се толерира 60, доколку одземеме 14, би требало додека спиеме да е неколку 45 од чукувања до 50. Се зависи кој ни оној базален ритам. Така да, пообсежно до исследување, да ја следи тироидната жлезда, кои колегите соодветно ја посочиле, и етиологијата, односно причината зошто. Толку. Одлично, благодарам. Во интерес на гледачите можеме да продолжиме со уште јавување. Благодарам. Да. Ајде да го вклучиме и следниот гледач со следното прашање. Повелете. Дали сме на линија, дали имаме гледач? Јас добив информација од режија дека имаме, но сепак ќе исчекаме. Имаме сепак гледач. Повелете. Добро утро. Добро утро. Јубав ден, поздрав. Благодарам. Јас се јавувам на 62 годишна возраст. Подлого време јавувам со висок прицок 210, со 80, 90, 110. Сега у последно време беше на некои прегледи на кардиологија у Штип. Дадеја ми да пијам насабеле Валспомбо 320,
Нибел од 5 милиграма и кардиопирин. Навечер пијам трикапин, а не умеѓу време пијам и 4 пати по едно апче од Чекај. Ајде да ги избараме апчињата. Еве, на колајца ми. Валсофлекс. Добро. Валсофлекс пијам. Кога онаа вечер притисокот ми сега иде од 130 до 150. А не синојке онаа вечер, кај 12 по саат, кога ме стегна нешто за шијата, без силно лупање, што да ти кажувам. Стана, измери притисокот, беше 154, 180, а 110 откуцаја. Тука сме? Се слушаме? Да, Добро. слушаме се. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Зашто би можело да се работи, доктор Ивана? Значи вака, ова е една пациентка која што има проблеми со крвниот притисок. Крвниот притисок сам по себе ниту значи постои, него едноставно тенденцијата е дека го променува срцето. Ова е госпоѓа која имала веќе долги години наназад покачен крвен притисок. И срцето се променило. Очекуваме ѕидовите на срцето да се задебелени или хипертрофирани. Тоа е срцев мускул кој е способен да генерира висок крвен притисок. И денес постои конкретна диагноза за овие пациенти кои порано лутаа, да, но мене срцето ми е добро, пумпната снага беше одлична. Точно, пумпната снага е одлична, но тоа не е ефикасна лева комора и денес се нарекува срцева слабост со презервирана ежекциона фракција, но спаѓа под капата на срцева слабост. И апсолутно оваа госпоѓа може да има промени во ритамот на кои апсолутно треба да се обрне внимание. Да. И сакам да потенцирам, во 21. век, со оваа палета на лекови кои ја имаме, на вистина не смее да има такви вредности толку високи и таа хипертензија да е неконтролирана. Да. Значи веднаш да си закажете кај вашиот лекар, да си барате упати, да се упатите кај кардиолог, интернист, како и да се одреди точната терапија со новите лекови. И сосема накратко, бидејќи следуваат вестите во 8:30, кои се симптомите кои што можат да навестат инфарктна состојба или мозочен удар? Значи, пред се обрнуваме внимание на болката. Болката е наш најголем пријател. Иако велат, болка, таа хронична болка, зошто? Да, значи болката, најчесто кај мажите, таа има типична презентација и или како тупаница на раката, или се стегаат и ја чувствуваат како тежина, притисок, како плоча да имаат на градите. Како ја опишуваат? Како жарење, стегање, тежина и препотување. Тоа велиме профузна диафореза, каде што челото се оросува, телото е загрозено и се брани со тоа што ќе зголеми од куцаите, лицето е вознемирено бидејќи е исплашено за сопствениот живот. Некогаш знае за раката да се држи како што најчесто лицата на филмовите го презентираат. Да. Но ве молам, не се врзувајте за тие стереотипи. Кај диабетичарите таа е посуптилна. Може да дојде со едно нагло повраќање и еден пресек во овој во желудникот. Да. Така да обратете внимание, тоа се сигнали кои телото ви ги испраќа и нормално сите се за ваше добро. Така, благодарам многу за овие утрински корисни совети. Верувам дека ги потсетивме сите кои одамна не биле кај своите доктори и одамна игнорираат некоја болка која не би требало да ја игнорираат. Ова утро со нас беше доктор Ивана Јовановска-Христова, специјалист по кардиологија од Аџибадем Систина. Верувам дека на некоја тема која повторно ќе ги обединува кардиоваскуларните дисфункции ќе говориме во некоја следна дружба. Поздрав до целиот тим. Со задоволство ви благодарам.